Последните корупцијски афери во Северна Македонија нема да влијаат врз приемот на земја во НАТО, бидејќи тој процес е веќе завршена работа, но ниту врз отварањето на преговорите за членство со Европската унија. Ова за гласот на Америка го велат експерти по безбедност, но сметаат дека решавањето на овие прашања може да ја покаже подготвеноста на земјава за низините европски аспирации и предизвици. To neće biti ni uticaj. Тоа може да биде еден показател дали Северна Македонија е подготвена да се носи со сите оние предизвици и барања кои се очекуваат од неа како преговорите успешно би се отвориле. Од друга страна, тоа не е проблем само на Северна Македонија, тоа е проблем и за земјите од регионот кои се соочуваат со многу висок степен на корупција и организиран криминал. И председателката на Хрватскиот Атлантски совет вели дека земјава многу направила во делот на промена на своето име и затоа смета дека последниот случај поврзан со аферата Рекет нема да се одрази врз ова прашање. Да у свакој земји Во секоја земја, па и во земјите кои се веќе полноправни членки на НАТО и ЕУ, постојат различни афери. Тоа е жив процес кој се случува во секоја земја. Северна Македонија веќе исполни многу услови за време на овој процес, но и пред решавањето на спорот зимето и Преспанскиот договор. Така да мислам дека оваа афера нема директно да влијае врз самиот повик за членство во НАТО, кој верувам ќе се случи на самитот на НАТО во декември. Но од Европскиот маршал центар ги потенцираат предизвиците со кои земја во моментот се соочува на низиниот европски пат. Едни од предизвиците за Европа кои се манифестираат и во Македонија, а кога зборувам за раководењето во државата, се тековните афери поврзани со СЈО, слободата на медиумите, владењето на правото. Што се однесува до НАТО, мислам дека нема да има проблем. Што се однесува пак до ЕУ, можеби тој процес малку ќе трае подолго, но мислам дека има добри шанси тој да почне во октомври. Се обидуваме да ги искористиме на добрите пракси и искуства од соседните земји, како Црна Гора, и другите земји, значи се што тие направиле и ние да се обидиме да го искористиме тоа искуство, да го имплементираме. На меѓународна конференција која во организација на Маршал центарот и оделението за јавна дипломатија на НАТО неодамна се одржа во Охрид, беше посочено и дека владењето на правото и борбата против корупцијата се најважни услови за влез во НАТО и ЕУ, и оти треба да се продолжи со напорите да се завршат во целост сите отворени истраги во земјава. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски.